Прв пат у Копанган за мене, само што станав. Ова око ми е отворено више, ова око ми е спирено. Сите ќе мислат дека глупости изборам. Се гледаме у Копанган, се гледаме у Копанган, се гледаме у Копанган, се гледаме мама. Се гледаме у Копанган. Се гледаме у Копанган. Они први стана, секогаш кога идеме негде. Еве ни го шоферот. Хај. За да стигнете до Копанган од Пукет, најдобро да земете автобус споен со брод, каде што една карта ви е за се. Стигнавме у автобус. Се качувате на автобусот, во меѓувреме застанувате за ручек на тајландска храна и стигнувате на пристаништето во Суратани. Каков хаос е ова, човече. Никој не знае каде треба да оди. Буквално никој не знае каде да оди. Не знам како мислат да ги стават сите овие луѓе што се тука позади мене во само еден спидбоут. И делува да не знаат што да прават луѓе. Welcome to Southeast Asia. Барам нема сонце, не гориме тука на отворено место. Сите имаме различни налепници тука на градиве, секој со некоја стрелка, плюс се 3 острови. You wait around here, okay? 1 hour delay, you wait around here, okay? Што они фалеше се. Единствен проблем е за ова, за островите сами. Дека ни кажа само за Ко Самуи, не за Пангани, за Котао. Тоа тив кој ни кажа. Ненормална работа. Знаете што е приказната за ова? Ми стана у неколку саат од Сабајле. Ја не наспан, не ништо. Одиме со такси, одиме со автобус. Тогаш стигнавме тука и сега требаме да чекаме 100 сат. Уред да ни дојде бројот. Ненормален се. Не знам дали торбите се баш сигурни. Ова не беше доста, плюс заврна. И после дождот за мисли ни кажуваа дека нема место за патниците за Копанган на овој брод. Мора да чекаме друг уште саат време. Тоа е, некогаш е добро, некогаш не е добро. Бус беше окей, смуг. Ама сега чекаме. Нова година, 2016. 1, 2, 3 јануари, бевме на Ко Самуи, исто заливот на Тајланд, јас и Ерит сами. Времето олуја. Ама не знам, 3 недели, колку беше. Седеме во една мала кукичка и само врнеше. И буквално ни моторче не изнајмувавме, затоа што немаше поента, немаше Олуја, никаде значи не олуја, одидовме, тоа беше само хаос. да јадеме и назад, толку беше. И сега одиме натаму, повторно време овака. Што? Организација е нула, никако. Вакво нешто не сум видел. Па што е бродот што го покажував прес и се разбира, не дојде таму кај што не викаа да седиме, дојде од другата страна. Сега сум последна. Фала Богу! Ова е најнедобриот полет од секој ден што го сум го имал. Сите чекаат еден малецок брод, не се качуваме тој вако ако да. Валја не е тоа. Што? Сува ќе одиме? Не. Сериозно? На ова време? Па не знам баш. Да бе со тоа ќе видиме. Ќе биде луд. Луци се овие, не ни го дава нашиот брод. Ајде тато, рипни доле. Ајде да видим. Ајде, треба да седиме напред или кој е подобро? Оди Џони, назад. Од физикс. Мислам не, напред. Напред, да? Овој дом мене е главен и одговорен за целиот распоред тука во бродот. Ајде брат, кажи ше еднаш. Еден збор. Hello. Толку, hello, sorry. Oh, sorry. Два збор. Нашите куфери сега ги ставаат. Е, па одиме. Колку работи у еден ден?
is dangerous. Is it dangerous? Very dangerous. Is it dangerous? Ништо не разбираат, само знам да кажат по избора. Ова е нешто лудило што го има животот. Еве го. Стигнавме најбрзо од сревата у офсайд. Кој е гладен? Гладни сме. Цел ден само грицки. Не си. Идеме да јадеме. See you guys. Стигнавме. Сега треба го најдеме нашиот ни бачко. Овдека сме сместени во бунгалови кои се во собственост на Србин. Ајде. Драган. Ајде да јадеме и да се сместиме. Сега ќе ви покажам смештајот во Копанган. Еве, ова ни е балкон. Огромно е. Се е зелено. Таму тој дел е целиот национален парк. Стигна овие дечки. Ме земавте кафе? Чоколадо? А? Торта? Јуху! Чекај да ти покажеме што најдовме ние за тебе. Лелелелеле, за мене, све за мене. Ова сакам да пробам. Двете! What? Океј, ова ќе снимам кога ќе ги пробам, да видите што има внатре. Така, значи, балконот не е огромна, после имаме влез во станот со комарник, што е многу добра, спиеме со отворена врата, отворени прозори. Имаме голема кујна, каде што спремам едноставен доручек. Имаме две спални. Ова е првата, со купатило. Огромна е. Друга спална, ова малце помала. Мислам, купатило само помала. Овој стан би било идеално за два пара. Многу добро место, имаме базен, се што ни треба. Да, ајде да видиме тие блакца што ни зема. Dubai chocolate pistachio flavors. Да, се шалам. Нема да правиме такви со ноктите. Ова е срце. А пази ја фората. Ова е од тато и ова е од мене. Значи, ова татко ми го најде, ова мама го најде. Ова и јас го најдев. Ова е многу добра. Дубај чоколадо, крцкаво внатре. Ама морам да пробам и другата. Значи, фстак. Шекер, фстак, канафа, нудли. Ова е исто како Дубај чоклет. Теја да се помогнам. Фала Марак. Ова е многу интересно. Ова надвор, мекичко, гледате. Како джели. Да, како джели. Чекай да. Многу джели. Ова е многу интересно. Ова како палачинка надвор, внатре има писачо. Thank you. Ова е тато. Знаеш? А ова е од мене. Многу добро. Овие сите кукички е на резорт Вангсај. Резортот е многу убав, колку толку што се гледа од тука, но моето мислење, ако сакате те одмор, ептен на плажа, со преубав резорт,
мора на Малдиви да идете. Што правиме? Денеска јадеме македонски доручек овдека. Најдовме френч тост, пржени лепчиња со јајца. со јајца, ама сирење нема. Уствари, овдека цените се нормални. Колку е? Чекайте да пробарам. Значи, френч тост е 60 бахти, тоа е 1,5 евро. Тоа ова порција. Пиеме кафенце, исто евро и пол, чај, ice tea, ова тајландски чај. Чудно изгледа, ама многу вкусно. А ова е дел од ресортот овдека инаку. И овдека цените за вечер се околу 230 евра. Премногу скапо. Премногу скапо. Многу. Додовме на Хат Салат, тука имаме другар од Македонија, македонец кој има бунгалови, не сме кај него, него идеме на плажата директно и буквално поминуваме низ резорт луѓе. Значи не е можно вака. Ми шетаме низ резортот, паркирани, гледај. Да се намисли кога луѓе плаќаат по 500 евра од вечер, а ние им шетаме низ вакото, не можам да си поверувам. Ако не ми верувате, гледате. Еве им ги овие. Како може вака, не знам. Значи, вакво нешто не се случува на Малдиви. Ако седиш ти во ресорт, буквално плажата пред тебе е твоја и готово. Нема тука поминување други луѓе, такви работи. Ова е невидено. Искрено не очекував вака нешто. А тука знам дека гледавме дури дали има сместување, кога баравме на почетокот, но беше премногу скапо, но и немаше. Ова е буквално за хотелот, доаѓа тука на Дурчек, ние рандомно поминуваме. Добре, да е снегува. Само е не моментално. Јакото е што на Копанган или заливот на Тајланд дури водава е поладна. На Пукет беше бања водава, бања го беше тепло. Тука е дури малце поладна луѓе, тоа накаде доаѓа баш Охрид Шема у јуни. А Хат Салат, мислам дека е една од поубавите плажи што ви видовме на овој остров, ако не е најубава, искрено да ви кажам. Песокот е пудра, а јакото е што цените на овие места се многу нормални. За разлика од Пукет, каде што беше оган скапо, овдека е многу поевтино. Идеме со мама на прошетка. Што видна? Што видна? Молам? Кузна. И плажа број 3 за денеска да видиме која ќе ни биде омилена за овие неколку недели тука. Оваа сика Хадјао. Че буквално во сите овие ресорти можеш да влезеш со мотор и паркираш надвор и после идеш пешки до плажата. Буквално шеташ низ нив. Секаде, еве и тука сега. Си паркиравме таму позади Едит и се движиме. Се е тука Вили. Одека е само за гости. Девет и пол наутро и ние моментално одиме на планинарење, односно на хајк низ џунгла до една од најубавите плажи на Копанган. До оваа плажа се стига само со чамец или со планинарење. Чамецот чини 200 бахти од човек во еден правец, тоа е 1200 во два правци. Оган скап, оган! Ја носиме цела фотографска опрема со нос, дронови, голема леќа, мала леќа, бидејќи таму може да се види се, од мајмуни, папагали, разни инсекти, различни печурки и прекрасни погледи. А само да знаете дека во Тајланд мора да имаш дозвола за летање од дрон, така да се надеваме дека нема да имаме проблем. Спремни? Ја. Е него Роко, тоа е нашето куче. Роко? Кај си ти? Наеднаш се спушташ по тука со мотор, како што е и доаѓаш до дека што сепе плосано. Бум бум бум, ама има луѓе што работат тука со мотори, летаат скутери, веспи по 50 кубика, оние малине кинески. Скокаат, мислиш кроз возат. Две патека има, едната е по-долга, другата е по-стрмна, но по-кратка. Ние сакаме по-кратката, нели? Тоа требало да биде саат и нешто, ќе видиме. Нема шанса да го направам јас. Какав пајак. This the crab spider. Се вика како рак пајак, тако нешто. Ја нема шанса да го фаќам тој. И каков е мај
Хајкаме на многу стрмни патеки и едни луѓе дојдоа тука боси. Викаат дека им било тоа фут масаж. Масажа на нозе. Многу рачува да брани. Ко знае што ќе се истачи. Што многу имаме да хајкаме. Шумата тука е прекрасна. Тука имаме големи камења за поминене. А речево имаме малце појака патека. Ато негде се сокри. Не знам колку километри е оваа патека, но не е се право, него е буквално се качуваме нагоре, заедно со мајмуни, гуштери и змии. Имаме уште многу. Ти на hand, мама. No. Thank you. Иначе видовме на Google Map, на Google Mapa, дека имаше коменти, дека луѓето видеа тука мајмуни. На камен гледа газиш. Вака кога сме под сенка е одлично. Иначе на сонце е многу жешко. И вака се потима, не дека не. Едве чекам да стигнеме на плажа да пливаме. Ја ќе издржам, нема да се бањам. Ќе се бањам дома. Нема шанса да се бањам. Нема шанса да се бањам. Должен се бањаш? Не знам, сакам поише да издржам. Ајде стигнеме горе сега од тука надоле до морето. Хала Богу. Еве идеме сега надоле, овдека маца стрмно и многу се лизга затоа што вакове многу се лизга. Ама полека ќе стигнеме. Дека се морам да дека. Бу! Се гледам морето сега. Колку има уште многу маце. Ајде пиле. Чекај, од не од таму. Има знаци. Една кукичка. Пеперутки, 1 тон пеперутки видовме. Океј си, Марк? Пази. Nothing? Пазам. Пази ми. Но ова е Стакло. стакло. После 2 сати. Марк, тешко беше? Не многу. Не многу, само долг беше. Само... И се лизга многу места и затоа бевме малце поспори, затоа што многу треба да пазиме. И на Марк патиките многу се лизгат. Не носиме нешто ептен хајкерски, овие се многу се, како се вика Марк, смуд? Тенки се, да. Ама стигнавме. Ајде да видиме плажата. После многу долга авантура не чека ова. Што ќе кажеш за авантурата, тато? Очекувавме 1 сат, испадна 2 сата, очекувавме лесно, испадна тешко. Ама ова вреди за сите пари, за целата пот испотена. Да ви кажам дека ова не беше лесно, иначе се потаму, затоа сакам малку да стигнам, за да се освежам. Многу убава плажа, но морето е многу диво. Овдека исто се е изградено, не знам само кога и како, дали со брод носеле се.
Бидејќи пат има многу тежок навака, не верувам дека камион може да дојде. Тука оставиле малку повеќе плажа од другите места. Водата е небесно сина, преубаво. Мама отиде да земе кафе, ама мислам дека отиде до назад до плажа, до кај што моторот кај што ние. Побрзо ке беше. Што направи? Неле нарачав кафе, ајс кафе и ајс какао за Марк повели. Ајс кафе вака ми стигна, мислам со шекер и млеко. И ми реков, нема шанси мажот да пие вака. Нарачав Црно. ајс кафе, исто напише ајс кафе, ама му реков без шекер, без млеко. И од бурмастер, луѓето и многу се спори, многу. После точно 1 час од марање на оваа плажа, тргнавме повторно нагоре 2 сати да стигнеме до моторот. Се потиша. Кога застанеш има комарци дентро. Ајде уште малце до пола сме. Очите се потасиле. Јас не, обично не се потам многу, ама сега и јас жива вода. Стигнавме до врвот, сега идеме надоле. Се гледа нешто? Се гледа се. Моментот кога ќе застанеш, ќе само да застанам вака, то одма ги слушам. Ова комарци, а цела леќа ми е со пот луѓе, ќе биде солена цела. Стигнавме. Можеме хајкам уште? Јас му кажав дека спремен за Хималаите. Затоа што вака треба секој ден само. Марк, ајде пукне на мајка ти. Браво, мама. Ајде, еве ни го моторот. Идеме на ручек. Доста беше? Многу сум гладна, многу. Можеме уште хајкам. Ние очекувавме устори сат и пол шетање. Испадна скоро дупло и многу сме гладни. Не знам дали може да видите колку се гледа. Ау. Живо. Не, ова е цело мокро. Минус 2 кила. Сега. Глеј. Oh my gosh. Ој. Jesus. Сега треба да пиеме електролити. Да, обавезно. Оу. Ова е хајк. Живаш? Признај дека се умори. Се уморив, нозе ме болат искрено. Стварно ми беше тешка. Едве чекам да си легна вечер. Пуштам една книга да слушам и да спијам. Да го испијам само кафе. Бомба! Ниту едно не беше бомба. Двете беа на ноза скокање, не беше бомба. Ете га лајро. Тоа е рамбутан. Што е тоа рамбутан? Рамбутан некој оште што ја не го сакам. Аха. Ама ке пробаеш пак. Проба, вижи. Близу нашата вила има едно преубаво место. Се вика Йога хаус, дури базен има, дали може да го користиш. Прв пат довме сега тука да поработиме маца на компјутер, Марк да учи и гледате како ги служат чајчињата. Еве гледате. Какво им е чајчето со цвеќе, со се.
и јас го најдов местото преубаво. Горе има цела платформа и таму прават јога и масажа, тука доле кафич. За крај на ова видео ставивме најпознатата плажа тука на Копанган, која се вика Малибу Бич. Тука дури има и посебен паркинг. Но се разбира, за да дојдеш до Малибу Бич, мора да поминеш низ ресорт. И овие бунгало изгледаат многу убаво. Добре. Сакам да ги сликам. Како кул изгледа. Но лошото е и да си сместен тука, одма до тебе паркираат мотори и само имаш звуци вом, 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 што сигурно ќе ве иритира после вториот ден. А сте платиле 300 евра. Искрено делуваат празни. Од тука стигаме на плажата. Но многу кајт серфинг има тука. Овој дел е по тоа познат, има ветер. И доаѓаш на овој дел кај што е плажата. Дрво. Се што му треба на едно дете. Не видео игри, не Sony PlayStation. Дрво да има, да се качува по цел ден. Па реално и ние бевме така што. Сега ќе ви се слоши. Ова е невиден ужас. Собрано ѓубре на тони. Мислам дека овој ручек ќе го оставиме само за нас и ќе го завршиме видеото тука. Доста беше, Дженча? Никогаш не е доста. Никогаш не е доста. Ома после ќе почнеме повторно да снимаме. Брат, одмараме, се гасиме? Да. Се гледаме во наредно видео. Peace! Чекајте, лайк, subscribe и се гледаме на наредно видео. Peace!